Драго ми е што ве гледам сите овде заедно во волка голем број и сигурен сум дека Европска Македонија ќе победи во Демир Капија. Северна Македонија треба и мора да биде членка на Европска Унија. СДСМ има јасна визија за државата како земја членка на Европска Унија. И ние имаме јасен план како тоа да го направиме. Имаме големи планови и за Демир Капија. Сакаме да го развиваме овој дел од нашата земја. И знаеме дека ви требаат подобра инфраструктура, нови работни места, подобри субвенции. Тука живеат наши добри и вредни домаќини. Нашите земјоделци, чие овошје и зеленчук јас и сите ние го купуваме во Скопје. И јас сум сигурен дека нашите производи, вашите производи, можат да имаат одлична побарувачка на европските пазари. И среќен сум што една млада лекарка како Јулија не представува на листата, да не морам јас да ги набројувам сите проекти што сме ги направиле во Демир Капија, туку тоа го направи на еден прекрасен начин. Вие многу добро знаете дека СДСМ е партија која обезбеди кандидатски статус за членство во Европската Унија. Партија која обезбеди членство во НАТО. И партија која обезбеди почеток на преговорите со ЕУ по 17 години чекање. Јас имав чест и одговорност да ја водам владата во 2 од 7 години колку што СДСМ и коалицијата имаат чест да ја предводат владата на Република Северна Македонија. И никој подобро од мене не знае овде од што се незадоволни граѓаните. Пред се тука мислам на високите цени, на недоволното владење на правото и на потребата од поефикасна борба против корупцијата. На унапредување на услугите кои граѓаните ги плаќаат преку даноците и кои треба да ги добиваат на подобар начин. СДСМ е на власт 7 години. И во време на криза, како вистински социјалдемократи, бевме рамо до рамо со граѓаните и никој не беше оставен сам. Работевме во услови на вистина на голема здравствена, економска, енергетска криза. Никој не претпоставуваше дека ќе има војна на европскиот континент. Меѓутоа и во такви услови ние успеавме да ги зголемиме и платите и пензиите. Ако ги споредиме само пензиите во однос на 2016 година, тие се зголемени за 55%. Целиот тој процес на зголемување го водеше Јована Тренчевска. Јас од туѓи перја не се китам. Јас кажувам дека грешките ги презевам на мене. Ама тоа што вредната Јована го работеше со синдикатите, со здруженијата на пензионери, тоа е нејзина заслуга, тоа е заслуга на Струмица, бидејќи од таму потекнува, таму е воспитана, таму научила да се грижи и за младите, и за старите, и за работниците, и за пензионерите. Научила во овој крај во изборна единица 4 како е да почитуваш вреден човек и работник. Поддржавме во тие тешки години огромен број на компании. Земјоделците, невработените лица, самохраните родители со 9 пакети на антикризни мерки. И на тој начин успеавме да спасиме 80.000 работни места во 20.000 компании. Минималната плата е зголемена за 3,5 пати во однос на 2016 година. Просечната плата е зголемена двојно во однос на 2016 година. Успеавме да обезбедиме услови граѓаните што е можно побезболно да ја пребродат кризата. Вие се сеќавате и на здравствената пандемија. Тогаш сите чекавме во 12 на пладне да се појави Венко, не дека ќе научиме медицина, туку со својата сигурност, со својата интелектуална супериорност, со својата хуманост и со својата стручност, ни даваше верба и сигурност дека сите ќе успееме да ја пребродиме и да ја преживееме пандемијата. И затоа сакам да му упатам една огромна благодарност за Стевана што го работеше ден и ноќ во тие тешки 2,5 години. А сега, јас сега велам дека пред нас се подобри времења. Времења во кои ќе обезбедиме повисок животен стандард, европско здравство и образование и решителна борба против сите оние кои сакаат да се богатат на сметка на државата и на сметка на честните граѓани.
Затоа нема откажување од новата проевропска влада на СДСМ и на коалицијата за европска иднина. Драги мои пријатели, другари, другарки, за Јована можам слободно да кажам и драга моја сестра Јована, се знаеме повеќе од 3 декади, не кажуваме колку точно, бидејќи ќе дознаат сите колку години имаме. Меѓутоа, СДСМ и коалицијата за европска иднина се единствената опција за европска иднина на државата. Ние нудиме јасен план и визија како до 2030 година Северна Македонија да стане земја членка на Европска унија. Наспроти нашите политички конкуренти од ДПМН, кои немаат ниту план, ниту визија, ниту одлучност, ниту храброст, ниту волја тоа да го направат. СДСМ никогаш не се откажува. И нашите противници мора да го знаат тоа, а мислам и дека во 2016 и 2017 и добро го научија тоа. Во овие тешки времења вашата поддршка, поддршката на граѓаните е многу важна за нас. Секој глас што ќе овозможи на нашите деца, на вашите деца да имаат подобра и побезбедна иднина која што ја заслужуваат. Изборот е кристално јасен. Избирате помеѓу надеж и подобра европска иднина со СДСМ или безнадежност и враќање назад во минатото со ВМРО ДПМН. На вас овде ви се најдобри сеќавањата. Што се поминуваше Македонија 11 години со Никола Груевски и Ѓорѓе Иванов, најдобриот другар на Гордана Силјановска Давкова. Тука во ваша близина сакаа да креваат во Паљурци замок на хунзите. Темек тие ни биле браќа од Пакистан од некаде. Па таква лудост, мислам дека во светски размери ќе се изучува во историјата. И такво нешто, први вие не смеете да дозволите да се случи и да се повтори на Македонија. Бидејќи, од друга страна, нашите идеи се јасни и се прогресивни, со многу јасна визија за европска иднина на државата, зашто имаме голема поддршка и од нашите пријатели од Европската унија. Од друга страна, Мицкоски ќе го одоговлекува европскиот пат и за тоа ќе ги обвинува прво внатре граѓаните, па потоа ќе ги обвинува соседите и на крај ќе обвинува самата Европска унија. ВМРО не нуди никаков план за јасен напредок во евроинтеграциите. И напротив, може да се слушнат нивни изјави каде велат дека не треба да станеме земја членка на Европската унија уште 100 години, а можеби и никогаш. И тоа покажува единствено дека ја продолжуваат политиката на Никола Груевски. Со нив Северна Македонија единствено ќе се врати во чекалната и во темното минато на недемократските процеси. А ние, од друга страна, велиме дека нема откажување од подобра иднина за нашите граѓани. На граѓаните на Македонија не им треба уште една продолжена рака на Белата палата, туку им треба вистински претседател на државата, со свој став и со државничко чувство за најважното, а тоа е иднината на државата. Не ни треба на нас враќање назад во изолација, враќање во неизвестност, туку напредок и членство во Европската унија. Ние, во изминатите 7 години, ги научивме нашите грешки. Знаеме кои се и тие грешки јас ја преземам одговорноста за нив. Но оној човек кој знае да признае грешка, кој знае да биде самокритичен, тој човек има моќ да се поправи и да ги подобри сите работи кои што граѓаните ги очекуваат да станат подобри. Бидејќи признавањето на грешките значи и нивно поправање. И затоа велам дека Европската унија е важна, бидејќи ги носи неопходните реформи во нашето општество. На граѓаните им е доста од поделби и од ретроградни процеси. Доста им е од вреѓање и од навредување. Граѓаните сакаат и заслужуваат да живеат во европска држава, со европски животен стандард, со услуги какви што имаат и нашите сограѓани кои решиле да се одселат од државата во земји членки на Европска унија. Тој процес ние ќе го направиме обратен.
со влезот во Европската унија, ќе ги земеме сите оние пасоши што од мака нашите сограѓани ги земале од други држави, за да работат во Германија, Франција и во Италија, и дента кога ќе влеземе во 2030 година ќе ги собереме и ќе им ги вратиме во амбасадите на тие држави и ќе им кажеме ова нам веќе не ни треба. Македонскиот пасош е европски пасош, Македонија е 28 земја членка на Европската унија, ние македонците сме дел од европските народи на Европската унија. Кога ќе го погледнете ВМРО, таму ништо не е променето. Тоа е истата режимска партија која се е раздор, се е навреди, омаловажувања и закани, која на граѓаните може да им понуди само враќање во минатото и во неизвестноста. Дури и кога ќе ги погледнете нивните ветувања, кои ги даваат пред граѓаните, не се разликуваат во ништо од она што го правеа пред локалните избори, а што се претвори во бесконечна листа на лаги и нереализирани проекти и изневерени очекувања. Велеа дека имаат решение за Скопје, кое ќе прерасне во модерен град. Граѓаните ќе се возат бесплатно во нови 250 еколошки автобуси, ќе дишат чист воздух, ќе имаме големи мега паркови, булевари и така натаму и така натаму. И истото тоа го говореа и во Битола, го говореа и во Прилеп, го говореа во низа други градови. Во 50 градови каде што победија. И што имаме? Скопје денес е најзагадениот и највалканиот град во регионот, можеби и во Европа. Со нефункционална администрација, со јавни предпријатија кои се дават во долгови, граѓаните не знаат дали ќе имаат или ќе немаат јавен превоз во текот на денот, неисчистени преполни контейнери. Тоа е сликата на реализацијата на ветувањата кои ВМРО ги даваше во локалните избори. На ист начин, како што ја шетаа тогаш градоначалничката на Скопје, на исти начин сега ја шетаат фатени за рака и кандидатката за председател Гордана Силјановска. Гордана Силјановска е позната само по една работа во Македонија. По тоа што како другарка на Ѓорѓе Иванов, заедно со Никола Груевски, беа инспиратори на антиквизацијата во Македонија, кога 1,3 милиарди евра се испокрадоа на 1 квадратен километар во центарот на Скопје. И затоа јас уште еднаш овде ќе нагласам. Ако некој има јасен план и визија за Македонија во Европска унија, тоа е Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и коалиционите партнери од коалицијата за европска иднина. Северна Македонија може да напредува и да стане земја членка на ЕУ, единствено со нас и единствено заедно со вас. Бидејќи победата никогаш не доаѓа како победа на партиите. Победата секогаш доаѓа како победа на граѓаните и како победа на визијата на граѓаните за својата и за еднината на нивните поколенија и генерации. Јас можам да ветам дека заедно со мојот тим ќе работиме ден и ноќ да ги исполниме очекувањата на мнозинството граѓани да живеат во Европска Македонија. Ние не се откажавме досега и нема да се откажеме ниту од сега. Бидејќи ние сме покажале, сме докажале и ќе докажеме дека не се откажуваме од иднината. Ние гарантираме во новата програма просечна плата од 1100 евра и минимална плата од 600 евра. За нашите пензионери ќе обезбедиме просечна пензија од 30.000 денари и минимална пензија од 20.000 денари. Ќе обезбедиме нови 180 милиони евра за нашите домашни компании и 1,35 милиарди евра поддршка за македонското земјоделство. Гарантирана плата за младите и грантови за отпочнување на нов бизнис, затоа што сакаме младите да не живеат тука, а не да талкаат по земји членки на Европска унија. Гарантираме и подобри услови и плати за здравствените работници и целосно бесплатно јавно здравство. Ветуваме подобар и поправеден систем за сите, бескомпромисна борба со криминалот и корупцијата и конечно спроведување на процес на целосен ветинг на судиите и на јавните обвинители. Нешто што требаше да се направи, беше спречено, ама сега нема враќање назад. Па кому му тоа било мило или не му било, таа работа ќе почне веднаш на 9 мај по победата на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија на изборите. Ова е нашата визија и нашата програма за граѓаните и за државата.
Не постојат брзи решенија за системски проблеми. Европскиот пат и членството во Европската Унија се единствениот начин како да обезбедиме суштински промени во македонското општество. СДСМ и коалицијата, повторувам уште еднаш, има многу јасен план за обезбедување на европска иднина на граѓаните, за уште поголеми плати и уште поголеми пензии, за повеќе инвестиции, повеќе и подобри работни места, поразвиена економија по европски стандарди. И тоа ќе го потврдиме со формирањето на новата проевропска влада по победата на изборите на 8 мај. СДСМ и коалицијата за европска иднина ќе ја формираат новата влада на Република Северна Македонија, а Стево Пендаровски ќе биде повторно избран за председател на државата. Клучното прашање на овие избори е одлуката за иднината на државата. Овие денови се потврдија пропагандата, злоупотребите на медиумите, пласирањето на лажни вести и нарачани анкети за манипулирање на граѓаните, кои се добро познати методи на Никола Груевски, а сега само ги спроведува неговиот ученик Христијан Мицковски. И затоа велам дека со ДПМН единствено е можно враќање назад во изолација, во режим далеку од Европа и далеку од европските интеграции. И затоа, почитувани граѓани, драги пријатели и почитувани другарки и другари, тоа враќање може да го спречите само вие. Вие сте тие кои што на 24 април и на 8 мај треба да ги поддржите Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и коалицијата за европска иднина и председателот Стево Пендаровски. Затоа сите да излеземе на избори и да ја поддржиме европската иднина на Македонија. Затоа што вие и вашите деца и вашите внуци целосно заслужувате таква иднина за која ние се застапуваме. И на крај сакам да завршам со нешто што ми лежи на срце. Демир Капија се наоѓа на помалку од 50 на километри од Европската Унија. Еве нека бидат и 60 километри. Ја ви гарантирам дека граѓаните на Демир Капија, дека граѓаните на Гевгелија, граѓаните на Дојран, граѓаните на Богданци, на Миравци, на Струмица, по многу работи се подобри од граѓаните на Европската Унија. И повредни, и повешти, и подомачини, и подобри, и посолидарни, и похумани. И кога ќе станеме дел од Европската Унија, не само што ние ќе бидеме горди што сме дел од Европската Унија, туку Европската Унија ќе биде горда што има нови такви граѓани со европски пасоши во своите редови. Да сте ми живи и здрави, да живее СДСМ, да живее коалицијата за европска иднина, да живее Европска Македонија. Гласаме за број 1.